Струмица, Валандово, Гевгелија и Радовиш се меѓу општините во кои Министерството за земјоделство издава под закуп неатрактивно земјиште на повисоки надморски височини со пониска класа. Врз земјиштето не смее да има востановено право на закуп или продолживање да биде предмет на тековни јавни огласи или денационализација. Површините кои може да ги добијат апликантите се до 3 хектари. Од Министерството уште пред неколку месеци најавија мерки со кои сметаат дека ќе успеат секоја педа земја да биде ставена во функција. Оно што е важно за сите заинтересирани кои сакаат да аплицираат на овие огласи е да внимаваат на критериумите и на комплетноста на документацијата и секако да ги запазат роковите за доставување на понуди со цел да може навреме да се склучат договорите. Во контекст на мерките што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги превзема за секоја педа обработливо земјиште да биде во рацете на вистинските земјоделци, во тек е постапка на изготвување на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште. Нашата крајна цел како Министерство за земјоделство е вистинска и неселективна распределба на државното земјоделско земјиште, што ќе значи изголемени обработливи површини и изголемено производство на квалитетни, конкурентни и безбедни земјоделски производи. Понудата се доставува за земјоделското земјиште на кое нема подигнато долгогодишни насади и во кое катастарот на недвижности е запишано со катастарска класа 4, 5, 6, 7 и 8. Рокот за аплицирање е 30 дена од денот на објавата во дневните весници, односно од 12 декември. Намената и времетраењето на закупот за кое се издава земјоделското земјиште во државна сопственост е за подигање долгогодишни насади, лозија, овоштарници и хмел до 30 години. Подигање на долгогодишни насади со лешник до 70 години, подигање маслинарници до 50 години, одгледување на други земјоделски култури до 15 години, ливади за период до 15 години, за одгледување брзорастечки дрвја на земјоделско земјиште кој се наоѓа на надморска височина од 700 метри за период до 30 години, рибници до 20 години, спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години. Откако ќе се приберат сите понуди, комисијата ќе направи избор за најповолен понудувач, а по донесувањето на одлуката министерот склучува договор со сите избрани понудувачи.